Да, и вака сега во некоја секунда, нели, во она што одеша како материјал, се само некој од муабетите, од инструментите, од сето она, од испеаните ноти, од измиксаните ноти, исто така во музичкото училиште на Валентино Скендеровски. Како велам, ајде да не зборуваме за тоа колку години поминале, 20 години поминале, ние не сме нималку стари, така, ние сме само созреани да зборуваме за тоа колку ваквите нешта во Македонија и постоењето на ваквите училишта всушност изнедрија пак кадри кои што, како велам, еве сега додека нели му битевме, додека чекавме да влизаме во студио, всушност ни се потребни, заради тоа што некако имаме сите чувство дека со новиве музички сили не се гледа на се она што значи музичка наобразба. Некако се влегува во тој свет на нели влегување на некој создал некоја песна, па оди испеа и потоа стануваш инфлуенсер и стануваш. Сега е друго време, сега е време на инфлуенсери, нели? Така е. Enterprise е училиште кое што се занимава исклучиво со поп и рок музика. Се разликуваме од Луи, од класичните музички училишта и кај нас децава, учениците наши доаѓаат да учат тоа што го гледаат на YouTube. Порано зборевме тоа што го гледаат на телевизија, сега на телевизија ретко има музика. Да, се бавиме со изучување на популарната и рок музика. Со тоа што интересно е што нашиве нови млади ученици се повеќе и повеќе сакаат да свират, сакаат да слушаат и да учат она што за нив представува ретро, тоа што било актуелно кога јас сум бил дете. Со тоа што не знам, многу ги интересираат Queen, многу ги интересираат, не знам, Led Zeppelin, Nirvana и така натаму. Интересно е како можеш да согледаш дека тоа што било актуелно кога ти си бил дете, сега е веќе нешто што е култи, нешто што е мит. Така. Кога почна се, кога почна приказната 2002 година, бевте ли, не знаете ли дека некако ќе трае до сега, дека ќе има луѓе, дека ќе има млади луѓе кои што ќе посакаат да бидат дел од овој училиште? Тоа не можев да го предпоставам тогаш. Имав намера да им дадам нешто на младите, на децата од нашиот град, со тоа што се работи за моја, стално го зборувам тоа, моја лична фрустрација, кога бев дете и одев во нижо музичко во Луи, кај што се изучува класична музика. И ништо друго не можеш да направиш. Никој не можеше да ми покаже како се свири ова, како се свири она. Гитара, како се свири, немаше ништо тогаш. Гитара, да, ама класична. Еве електрична гитара како се свири, па клавиатури, па тогаш слушавме бендови во кои што имаше сајзери, во кои што имаше поинакви фрази. И реков, ајде да пробаме на нашиве деца, да им го дадеме тоа на тацна, да не мора сами да го бараат, да го истражуваат. И полека почна да се тркала, почнавме прво со часови по гитара, јас предавав музичка продукција, па полека часови по бас, тапани, ово, и се претвори во нешто што е веќе традиција. Сега тераме 22 година. Така е, да. Се подготвува еден. Постои од 2002, нели? После неколку години почнавме да се занимаваме со обработка на песни кои што ќе ги подготвуваме за концертите. Годишен концерт имаме на крај на учебната година и пред Нова година. Така што имаме 2 концерти годишно. Децава кај нас учат музика, меѓутоа ги учат и ги спремаат песните и за да настапат на концерти, кои што се многу популарни, многу посетени. Последниот концерт ни беше преполн, ама за тоа сум јас виновен, одбравме помало место. Инаку знаеме дека понекогаш сме имали 500, 600, 800 луѓе. Интересно е. Децава учат, имаат другарчиња што сакаат да ги видат, деца, ќе ми се налутат, тоа се тинеџери, средношколци. Нивните родители сакаат да си ги поканат своите пријатели да го видат детето како свири. Така што ни се стално посетени концертите. Кај нас се сите насмејани, се доаѓа 15 минути порано на час, окезен, одвај чека да почне час, и заврши часот, не си оди да види кој друг дошол. Се дружат, се прават бендови тука. Така што
Вака, слушајќи ве, ми тикнува само на една добра работа од се во ова, нели, освен тоа дека веројатно се тука и многу музичари, и многу пејачи, и многу продуценти, музички продуценти, така натаму, басисти, се, но и веројатно се создава едно добро уво за тоа што значи добра музика. Заради тоа што имам чувство дека некако новиве генерации забораваат на доброто во музиката, на добрите ноти во музиката, на вистинската музика. За да се случи тоа е кадарот. Да. Наставничкиот кадар. Јас од секогаш сум се трудел да имам во Enterprise да има предавачи кои што не раскажуваат нешто како би требало да биде, туку актуелни музичари кои што го работат тоа секојдневно и децата во нив можат да видат своји идоли, може да видат дека од тоа може да се живее, дека така може да се функционира, дека може да се свири во авторски бенд и да се живее од тоа, може да се свири и по ноќни локали. И не е тоа баук, нели? Порано беше, што ќе те музика нема леп во тоа. И така го прекршивме мразот. Почна музикава да станува дел од живеачката во Скопје, од музиката може да се живее, со музиката може да се, не знам, да се издржува фамилија, како што јас мојата издржам. Така, што значи да се биде музички продуцент всушност? Како ве праша некој тоа во некоја минута да се објасни? Ме прашува што е тоа аранжер, што аранжира цвеќење. Да, аранжман цвета, да? Да, продюсер на англиски значи сосема нешто поинакво. Продуцент на англиски значи дека се работи за личност која инвестира во нешто, зима бенд, инвестира во нив, плаќа врски сегде да настапуваат, плаќа студио, им прави албум и така натаму, плаќа композиции. Музички продуцент кај нас значи човек кој што е татко на бендот или на пејачот кој што ќе дојде во неговото студио. Во тој момент му е како родител, се грижи сето тоа да биде спакувано како што треба, откако ќе си замине, си оди по својот пат. Значи, музички продуцент е човек кој што ја обликува музиката, кој што одлучува што може да оди во таа песна, што не оди, да не се мешаат баби и жаби, а сега се повеќе баби и жаби. Се мешаат, така е, да. Споминавте и веројатно сите заедно сме виновни, особено медиумите. Сега, нели, во медиум сум, ама морам да кажам дека некако забораваме на музиката, некако се друго има поголемо свое место и така натаму, да, некако нели многу малку имаме. За жал е не постои терминот музички пазар, пазар за музика. Не постои култура на конзумирање, култура на купување на музика, култура на, не знам, на негување на нашата македонска музика. Тоа се должи на многу фактори кои што не следат веќе 20 години. Меѓутоа се трудиме да го оправдаме нашето постоење и се трудиме како некакви номади да се, не знам, да се бориме против тоа што ни се случува. Премали сме како држава, како поднебје, премалку места има за настапување, премалку купувачи на музика има и за жал музиката ни е во ваква состојба каква што е. Од друга страна, имаме деградација на нормалната музика, се појавува некоја нова музика. Сега знам дека звучам како баба некоја. Рековме дека немаат врска годините, само сме созреани. Да. Така е, да. Знаете што ме интересира кога веќе нели таму сте, знам како изгледа внатре кога си нели во Enterprise во вашето училиште и во студио и така натаму, некако како да си изолиран од сето она што се случува надвор од таму, нели? Но да, добро. Да, ама друго ми беше прашањето, колку пак вие и како професори и како не знам, некои кои што ги предаваат своите искуства, некако сте тука за да се создава повторно на македонски. Тоа е можеби она кое што сите заедно никаде треба да си го кажуваме. Дека не е англискиот единствен, нели, јазик на кој што може да се... Да, ама тоа на новите генерации многу тешко може да им се објасни. Тоа сакав, дали можеме да им објасниме, дали можете да им објасните? За да можеш да им го објасниш тоа, потребен е пример, нели? Не, сега, последен пример на успешни наши артисти кои што успеале и кај нас и надвор, тоа се многу стари примери. На крајот на краиштата, многу од младиве луѓе се бават со музика која што ја пеат на македонски јазик. Таа музика може да стигне до некаде на балконот. Не може да стигне надвор, каде што сите би посакувале да се слуша да се слуша во Британија, во Америка, на Запад, во Германија, во Италија и така натаму.
Така што или се осудени да работат инструментална музика, која што нема јазик, која што може да се слуша секаде, или да работат и македонска и англиска верзија на песната, па да се надеваат дека ова ќе пројде ваму, ова ќе пројде онаму. Enterprise е училиште кое што во принцип на неговите концерти се работат поп и рок кавери. Тие кавери се претежно англиски заради тоа што тоа е тоа со кое што наши ученици сакаат да се представат. Имаме секој година имаме анкета, ги прашуваме со што би сакале да настапат. Според нивните гласови одбираме песни и така почнуваме да го спремаме репертоарот за одредениот концерт. Часовите по музичка продукција и звучен инженеринг се нешто сосема друго. Доаѓаат ученици кои што се малку повозрасни, некои луѓе што веќе почнале да работат со тоа, што сакаат комплетно да научат се што треба да научат и тоа веќе оди поинаку. Меѓутоа, кај нас најголем број на ученици имаме од таму 6-7 години до 18-19. Кога завршуваат средна школа, веќе се запишуваат на факултет, веќе им се други обврски и едноставно сметаат дека не можат да постигнат. Да. Морам да ве прашам тука, дали новиве деца умеат многу нешта да научат и нели на телефон, на интернет и така натаму да прочепка. Дали има некој кој што е можеби блиску до учителот, блиску до професорот, да речеме по продукција, по музичка продукција? Како не? Да, има деца кои што умеат? Има деца и порано и додека предавам во Естра, знаев да кажам дека има студенти од кои можам и јас да научам нешто. И денес е така, во Enterprise има деца кои што се апдейтирани. Цело време се на интернет, цело време се на YouTube. Има милион туторијали кои што ги гледаат. Нешто од тоа вреди, нешто од тоа не вреди, некој кажува вистина, некој лаже, меѓутоа деца имаат време да научат се. И јас имам време да ги гледам тие туторијали, многу често од мои ученици ќе научам некој нов штос, некој нов приод кон музичката продукција. Меѓутоа, многу големо задоволство е кога ќе видиш дека има некој кој што граби напред и уште поголемо задоволство е кога еден ден ќе стане подобар од тоа. Така. Тоа е навистина нешто што ми исполнува. Да, што ти исполнува. И сега во овие 22 веќе, 22 година терате, нели, со музичкото училиште Enterprise, секако изнедриле многу луѓе, многу млади кои што се сега изрели и музичари и така натаму. Ви рековте, не сакам да ги споменам по имиња за да не ги споменам оние кои што можеби не се познати во мигот. Активни во нашава музика, кои што се, не знам, и автори, и композитори, и исполнувачи, и пејачи, бендови и така натаму. Има многу продуценти, луѓе кои што си имаат своји студија, кои што си имаат онака организирано да функционираат веќе во државава. Многу од нив се веќе возрастни заради тоа што одамна учеле кај нас. Сега кога ќе се видиме, веќе сме колеги некакви. Колеги. Меѓутоа, многу често знаат и да дојдат до кај нас да не видат како сме, што сме, да пројдат на муабет. Интересно им е да ги видат клинциве нови, како изгледа. Леле, па исто е, колку ми фали ова и така натаму. Многу интересно тоа, многу убаво. Посебно заради тоа што не е училиште кое создава обврски. Кај нас никој не е обврзан да доаѓа, децата доаѓаат затоа што сакаат. И се запишуваат кога сакаат, се отпишуваат кога сакаат. Така што со сигурност знаеме дека тој што е тука на час, стварно сака да е на час. На час, да. Кога сме кај тоа, како се дознава, нели 20 години веќе се знае за училиштето, но на почетокот ви требаше ли некаква реклама? Ви требаше ли можност или кажување од човек на човек, можеби најпаметно беше тоа? Тогаш ги немаше социјалните мрежи. Да. Единствен начин беше рекламирање преку радија или преку, не знам, магазини, пардон. Така што сепак свативме дека најдобра реклама се клиентите. Да, клиентите, така. Значи, рекламата се пренесува од уста на уста. Тоа е добар глас. И
Лесно е сега да се зборува после 20 и нешто години за такво нешто. Тешко беше на почетокот да се обзнани, да дознаат сите. Меѓутоа, Скопје не е толку големо и меѓу музичарите се шири добар или лош глас, лошиот уште побрзо се шири. Најбрзо. Така што, да, многу луѓе знаат за нас. Јас знам понекогаш да пуштам некој пост на Facebook, на Instagram и така натаму. Мислам дека нашата јавност е информирана за нашето постоење. Така, да. Тино, можеме уште многу да зборуваме, затоа што извадив овде само дел од вашата биографија, но за крај можеби, еве, не очекувавте дека ќе трае ова сето толку многу. Сега кои се следните очекувања тогаш како за окружување на ова наше денешно муабитење? Па, пред да се појави пандемијава, проблем со ковидот, јас се чувствував многу сигурно и бев убеден дека ова ќе си трае вечно, нели? Дека, што знам, некој ќе го преземе овој така наречен бизнис и ќе почне да го вози понатаму. Меѓутоа, кога се случи проблемот со пандемијата, со часовите онлайн, кои што беа невозможно да се држат, не може да замислиме тапани, по час по тапани, некој дете со телефон се снима, од таа страна предавачот го гледа. Малку ме стресе тоа, ме исплаши. Заврши пандемијата, фала Богу, дај Боже да нема некоја друга да ни се појави. Enterprise е стабилен, мислам дека ќе трае уште многу години. Знаете како изгледа тоа? Јас скоро, пошто нели заради мојава градба, почнав да идам во фитнес, да вежбам. Сите ми викаат, бе, човек, па можеш све тоа сам да го правиш. Можеш ти и сам да учиш музика на YouTube. Да, ама не е исто. Тоа треба некој да те научи. Или дека не платиш да отидеш да си обврзан парите што си ги платил да извежбаш во фитнесот, исто така и со музиката, да. Исто така и со музиката. Значи, застанувањето некаде е некаква обврска која што си ја создаваш сам на себе за да го завршиш тоа што си го замислил. Доколку остане само на тебе и на твоите одлуки, мислам дека многу е полесно човек да се откаже. Така е, да. Валентино Скендеровски, уште многу години посакувам, многу години музичка продукција и многу години она што трае веќе 20 и кусур години музичкото училиште Enterprise. Вам ви благодарам за овој дел од следењето и од можноста да дознаеме нешто ново, да слушнеме за некои стари времења, но и за нови надежи и нови цели на луѓето кои што се уште работат вредно во музичката продукција.